2020 треба да си ги кажеме своите успеси. Може би тоа е попаметно отколку да ги мериме своите пропаднати работи кои се случаи оваа година. Например, за мене 2020 почна многу супер. Како што можеме да видиме, издадовме албумот со Баклава. Токму во литература МК бевме историски први, барем во Македонија, со тоа што за самиот албум е прв пат во книжарница, како плоча, значи како грамофонска плоча. Потоа успеав дури да напишам нешто што не сум го правил до сега, тоа се сказано. Книгата за благодарение на Арс Ламина или воопшто на книжаниците на литература МК се врати на голема врата пред неколку години. Инаку беше во падната работа. Значи книгата беше нешто што е поим, што е баук, што генерации наназад престанаа да читаат луѓе. Тоа беше ужас. Значи изгубивме на основна култура. Ние се споредуваме сега, после неколку години активно делување, луѓе читајте, луѓе, книгата е битна, луѓе побитна од све што имате во моментов, од секаков интернет. Меѓутоа, она што е битно да се напомене дека луѓето почна повторно да читаат, новите генерации, старите генерации почна да се враќаат на тој тренд дека е многу секси да се чита. Значи, книгата не смееше да пропадне така до скоро, и затоа сум многу благодарен токму на Арс Ламина дека успеа да го направи шик, да биде мода, да биде нешто што можеби тие мали групици на луѓе што се истовремено и писатели и читатели што делуваат до пред 10 години, не успеа да го направат. Те не успеа уопште да се приближат до народот. Може да се препорача Џон Клиз, може да се препорача автобиографијата на Вуди Ален, може да се препорача она што го читав скоро од Футро, нов автор од Србија, што е тука преведен баш во Арс Ламина, во литература МК. Може да се препорачаат еден куп тиковници, например, ако сакате полесна литература, може да се препорача и Тошо Малерот. Јана Мишо, ако сакате романтични комедии, има еден куп книги кои само треба во човек да ги пролиста. Меѓутоа, она што сакам јас да ги истакнам едни малце постари изданија на литература МК, тоа се Ји Џинг, книгата на промени, што е еден формат кој не е атипичен за книга. Значи, за младите ќе мислат дека ќе откријат книга на гатање, а за постарите допрва ќе сватат дека тоа е повеќе од филозофија. Нема да навлегувам многу, прелистете ја кога ќе дојдете во книжарниците на литература МК, токму таа книга и ќе сватите за што зборам во моментот. Јас живеам со неја веќе 20 на 30 години. Како и секогаш пред крај на некоја стара година, така ќе ја гледаме вообичаено и оваа година. Здравје. Мислам дека здравјето треба да служи и многу повеќе слобода. Да ни се врати све што не е изгубено и да добиеме све што сме посакувале и сето што како да го наречем, се она што можеби не сме го заслужиле, но сепак да го добиеме во позитивна смисла.